Топ тема, добро вечер. Успесите во спортот повторно се докажа дека се единственото сврзно ткиво што може да ги сплоти граѓаните во општество во кое поделеност, било по етничка, било по партиска основа и натаму е главен белег. Но тие заеднички масовни прослави понекогаш ја откриваат и мрачната страна на поединци меѓу нас, како што се случи со славењето на европската титула на Вартер, од скандирање до говор на омраз, од навивање до хулиганство. Разликата е тенка. Како да се запре омразата и заразата од говор на омраза што се шири по социјалните мрежи и низ спортските терени? Може ли да се спречи или само да се лечи и каде е одговорноста? Тоа се тезите за кои вечерва ќе дебатираме и ќе бараме одговори од моите гости. Тоа се Билјана Петковска, директор во Македонскиот институт за медиуми, кој досега предводел многу кампањи на оваа тема. Добре дојдовте. Хајди Стериовска од Хелсиншкиот комитет, кој прецизно ги бележи овие појави. Универзитетскиот професор и продекан за наука на Факултетот за физичко образование Иван Анастасовски, добро вечер и за вас, и исто така универзитетскиот професор Јордан Шишовски. Ни се случува постојано оваа тема да ја враќаме, Билјана, и да ја актуализираме секогаш кога има некои директни поводи, потоа се заборава на мерките и остануваат и дилемите и прашањата. Зошто? Да. За жал, тоа не се случува постојано и постојано. Во принцип, актерите се исти или слични, организирани групи, поттикнати главно политички, ги поттикнуваат овие состојби за кои што очигледно во јавната сфера кај нас не постои, не се препознава потребата дека ние мораме со оваа работа да работиме, практично ние да работиме на оваа проблематика и сите чинители, сите актери кои што имаат удел во јавната сфера, во јавниот простор, во јавните случувања, да го осудуваат говорот на омраза, да го осудуваат тој потпалувачки говор кој што може да поттикне создавање на дела од омраза, да поттикне насилства, да поттикне и убиства и многу несакани појави во општеството. Нашиот пристап како институт за медиуми е дека за говорот на омраза мора постојано да се зборува дека тој е неприфатлив. И токму ваквите емисии и осудата на говорот на омраза од страна на сите релевантни чинители, државни институции, пред се политички партии, верски заедници, во случајов сега со спортскиот клуб Вардар и поединци, дистанцирањето од овие проблеми, јавното осудување на вакви акти, кои што всушност се косати со основните цивилизацијски вредности. Да, ќе ги разговараме сите аспекти, ништо од тоа нема. Професор Анастасовски, најдов неколку ваши и истражувања и колумни во кои што една од основните нитки е дека спортот може да се искористи како алатка за решавање на многу социјални проблеми, за унапредување на социјалната кохезија, на интеретничката кохезија, за намалување на малолетничката деликвенција. Ние не само, да не биде ова, ќе посочам многу повеќе примери и од минатото, се соочуваме со обратна ситуација. Први ви благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија. Дел од тие некои истражувања кои вие ги говорите, ја имам и некои истражувања со мојот тим кои работиме пред себе, но не се би сакал да кажам одредена поента која ни се случува во нашата држава. Мислам, нашата држава Македонија е земја на феномени. Во принцип, кога имате успех, кога генерирате спортски резултат, спортски успех од, да кажеме, највисок ранг, освојување на клубско ниво, на
на Лига на шампиони, каде што реално требате успех да не сплоти сите, барем ја така во сите мои истражувања и пред моите студенти сум разговарал дека спортот тој кој обединува и сите пораки на светските авторитети од било кој аспект ако сакате се дека спортот обединува. Нашата држава има повторно нов феномен. Нам ни се случува резултат, успех, радост, а од друга страна преку тие навивачки групи за кои говорите ли луѓето уставно кои го поддржуваат спортот се испраќаат пораки дека ние сме разединети. Имаме масовност при собирањето да се прослави одреден успех, но од друга страна се праќаат пораки кои не одат во правец на тоа што генерално го прави нашата држава да изградиме едно општество или општество за сите, како сакате да го кажеме. И од според тоа ми се коси уште една логика во моите, и ако сакате, економски истражувања. Секој голем спортски колектив стреми кон тоа да регрутира што поголем број на поддржувачи. Тоа му е капитално на секој колектив. Од друга страна, вие сакате одредена групација која живее во нашето дел од нашето општество да ја држите по страна и да ја навредувате при прослава на спортски успех, што е нелогично. И од тој аспект можеби ние испуштивме таа можност да прославата беше одлична. Мислам тука да немаме дилема. Луѓето тоа го направија бидејќи го чувствуваат, излегуваат на улиците. И тие тој повод за кој што сега разговараме сепак не може да се препише на цела навивачка група, на цел колектив. Сепак станува збор за поединци. Апсолутно, луѓето овде се идентификуваат со успехот на Вардар, градот Скопје ако сакате, и тие затоа излегува да ги поздрават своите херои. Пораките кои се испратија од поединци или групи како што вие и ги најавивте, одат во правец дека тоа е можеби, не можете со сигурност да кажете диригирано од некои политички центри или за некакви политички интереси или за некакви поинакви интереси. Оти знаете како се случува во последно време во нашата држава да токму дел од политичарите се регрутираат од таа популација, од тие навивачки групи, за жал. И сегашни што не е во светската политичка пракса така. И стануваат препознатливи потоа во политичкиот живот, одлучуваат за нас. Шишевски, која е вашата генерална оценка за тоа што се случува и причините? Колку на спортските терени, толку вие имате и вечерва и една друга дебата како дел од еден поголем проект, па затоа е побрзо да ќе ве ослободиме, која што се однесува пак на се поприсутниот говор на омраза на социјалните мрежи. Да, ние преку невладината Аксиома денеска завршуваме еден проект финансиран од Министерството за финансии со дебата каде што ќе учествува и професорката Најчевска и Анастас Вангели. Дебатата ја замисливме како дебата на тема границите помеѓу слободата на говорот и говорот на омраза. Значи сакавме да ги разгледаме овие аспекти и тоа сакавме да ги разгледаме од малку подистанциран, да речеме, академски аспект. Воопшто немавме намера да земаме тема која што е дневно политички актуелна, но за жал политиката не проголтува сите и едноставно нема бегање од овие настани. Она што е пред се многу важно да го дефинираме говорот на омраза. Значи, говорот на омраза во јавноста постои забуна многу често. Искажувањето на омраза не е говор на омраза. Говорот на омраза е посебно кривично дело во кое што се шири омраза, предрасуди кон одредена група на луѓе. Значи, врз основа на групна припадност. За разлика од обичната омраза, навредувањето и така натаму, кој што може да предизвика меѓучовечки судири, кои што се исто така страшни, говорот на омраза може да предизвика меѓуетнички судири, меѓурелигиозни судири и така натаму. Ширењето на говорот на омраза, посебно во овие навивачки дружини, е исто така многу опасно на нашиот терен, кој се сеќава самата војна во поранешна Југославија започна токму преку судирите уште кон крајот на 80-тите на фудбалските терени
Значи, тука настанува едно систематско, организирано гаење на омраза, систематска пропаганда на говор на омраза. И тоа е многу опасно. Тоа треба институциите на системот да го препознаат на време, бидејќи сите големи насилства, како што беше самата војна која што ескалираше со геноцидот во Сребреница и сите други геноциди за кои знаеме, имаат еден долг период на постојана подготовка на масите за омраза и дехуманизација на другите. Кај нас имаме една систематска дехуманизација во овој случај на албанците, од другата страна во други тимови имаме систематска дехуманизација на македонците, со што се создава една совршено зла ситуација која што многу лесно може да ескалира во вистинска војна. И во однос на говорот на омраза исто така треба да разграничиме. Постои, да речеме, полесна форма на говор на омраза каде што се деградираат другите. Меѓутоа, овде имаме многу тешка форма на говор на омраза каде што се повикува на геноцид и на етничко чистење, што е многу опасно и е прифатено. И мене ова ми наликува на организирана пропагандна кампања. И двајцата сте го проучувале и научно овие феномени. Дали навивачките групи се сами по себе извориштето или се само еден канал преку кој што се излеваат некои многу подлабоки општествени проблеми, па еве да речеме дури фрустрации? Тоа е нормално да се излеваат таму фрустрациите и тоа е нормален вид на катарза кој што се случува на тие настани. Но таа катарза треба да биде паметно канализирана и да биде поврзана со самиот спортски настан. Значи не смее да се злоупотреби. И тука има други сили, сметам, барем, дека има други сили, политички сили, кои што злоупотребуваат таа потреба на луѓето да навиваат, да викаат, бидејќи не се сите тимови, сите навивачки групи вакви. Ние имаме многу извонредни и убави и шармантни начини на излевање на таа катарза и да речеме колективна овако. Но проблемот е кога ќе настане мешање на политиката. За жал, кај нас политиката сегде се меша вклучително и во спортот. Стариоска, прецизно ги бележите и делата и говорот на омраза и делата произлезени од тоа. Што покажува статистиката на Хелсиншки? Од 2013 година па до денес Хелсиншкиот комитет редовно со поддршка на мисијата на ОПСЕ во Скопје ги следи и ги регистрира инцидентите сторени од омраза или така наречени hate crime инциденти. А од 2014 исто така почнува да го следи и говорот на омраза, односно нели случаите на говор на омраза. Можам да кажам, значи годините наназад покажуваат различни трендови во зависност нели од општествено-политичката ситуација. Имаме години каде што доминира омразата против врз основа на етничка припадност или политичка припадност или на пример омразата против мигрантите и бегалците што поминувани из нашата земја. Меѓутоа можам да кажам дека нашата статистика го потврдува токму она што го кажа и професорот Шишков, односно дека говорот на омраза е тој што всушност ги продуцира делата на омраза. Конкретно, повеќе од 570 инциденти на омраза се регистрирани од 2013 година до април месец, а само оваа година, од јануари до заклучно со април, затоа што за мај се уште не се нели средени податоците, имаме 72 регистрирани инциденти. Најголем дел од нив се врз основа на етничка припадност, потоа доаѓа политичка припадност, имаме мал дел врз основа на по религиска основа и еден случај заради сексуална ориентација. Слично е и со говорот на омраза. Исто така вкрстување на овие податоци покажува дека месеците каде што имаме интензивен говор на омраза, дали е преку медиумите, дали е преку социјалните мрежи, после тоа продуцира зголемен број на регистрирани инциденти од омраза. Не сите инциденти кои што ние ги регистрираме можеме да ги верификуваме, затоа што немаме пристап до сите податоци.
нели податоците ги имаат органите на прогонот. Иако ние имаме процедура за која што согласно нели проектот со која што се обраќаме до полиција и до обвинителство за да добиеме дополнителни информации, не ги добиваме секогаш овие информации. Меѓутоа, кога ќе се земат во предвид одредени индикатори, можеме да речеме со голема веројатност да кажеме дека значителен дел од овие инциденти се навистина инциденти сторени од омраза. Тоа го покажуваат и локациите на кои што многу често се повтараат локациите на кои што се случуваат инцидентите, возрастната група помеѓу која што се случува, значи од 2017-2018 податоците па и сега 2019 покажува дека најголем дел од инцидентите се случуваат помеѓу возрастна група од 14 до 18 години. А останатата половина во најголем дел се лица до 25 годишна возраст. Значи нас младината ни е заразена со омраза. Треба институциите тоа да го имаат во предвид кога постапуваат по односно овие инциденти. За говорот на омраза ќе кажам дека има регистрирано многу повеќе инциденти, а имаме поднесено дури 9 кривични пријави од јануари до оваа година. Има епилог од нив, само накратко, бидејќи сакам уште едно прашање за Шишовско, бидејќи треба да не напушти, па потоа ќе ги дебатираме. Можам после да кажам повеќе за ова. Хакирај омразата или ремиксувај го говорот на омразата, и сега ова е последен од низата слогани, кампањи. МИМ ги имаше многу, Хелсиншкиот има и посебна страна за пријави говор на омраза, значи бројни се кампањите. Кој е епилогот што го очекувате сега, односно како да се ремиксува тоа, со што? Конкретно нашиот проект пуштивме отворен јавен конкурс за графички решенија, каде што целта ни беше да ги мотивираме младите да размислат и самите да ни понудат одредени решенија, и добивме многу интересни, многу убави графички решенија во однос на борба против говорот на омраза. Гледаме дека генерално ја разбираат проблематиката, и она што сметаме дека како што треба да постои и правна разрешница на сите овие проблеми со поголема активност на јавното обвинителство и на сите други институции на системот, сметам дека можеби поважно, ако не и поважно, е да се мобилизира општеството, посебно граѓанскиот сектор, кон една сензибилизација и едукација на населението. Наставно сите треба да бидеме свесни, посебно почнувајќи од нашата лична комуникација со нашите соседи, по секоја основа, да не ги навредуваме, да сме свесни дека зборовите имаат значење, дека зборовите се материализираат во дела, дека омразата што ја шириме не е наивна, туку таа резултира со насилство. И ако немаме едуцирано граѓанство, активно граѓанство, тогаш какви сакаме да имаме институции, пак ќе ескалира ситуацијата. Пред да продолжиме понатаму со дебатата, еве и едно социолошко толкување на случувањата, изјава на професорката Татјана Стојановска-Ивановска. Не случајно затоа што заедно со Анастасовски долгу години работеа на повеќе проекти поврзани со насилството во спортот, спортскиот бонтон и теми кои што се директно и индиректно поврзани со проблематиката која што ја отвараме вечер. Ние не излеговме од таа матрица на етноцентризам и национализам, да се наставени на пиедестал, поготово кога станува збор за спортот, еве за културата, за уметноста, кога станува збор за настани кои што всушност нас не направиле горди, кога всушност треба да преовладуваат моментите на среќа, на радост, кога имате позитивни емоции, амбиент кој што треба да значи сплотеност, интеграција и интеракција на нацијата, говорам, нас ни ставаат на црна дамка, повторно избриците на национализам, етноцентризам, шовинизам и така натаму и така натаму. Значи, поентата е дека едноставно сите овие години не се изборивме, но има причина зашто е тоа така. Првенствено затоа што со години ние не го санкционираме тоа. Именно
поготово во спортот. Јас 15 години работам на проблематиката на насилство и агресија во спортот. Истражувањата токму покажуваат дека оние кои што се предизвикувачи, односно оние кои што значам иницијатори или таа иницијална каписла која што е парат, тоа се мал број на луѓе, делот навивачките групи, не може да ги сврстите целите, сите членови, напротив има таму луѓе кои што со искрено го сакаат спортот, се вистински љубители, меѓутоа во некој момент и тие ќе ги понесе толпата, знаете она што е психологија на толпата. Те никогаш не би го правеле тоа или извици на национализам, изблици во нормална ситуација. Но, мал дел од тие кои што се настои се покажа во истражувањето, јас не говорам на памет, како велат пред фактите и боговите молчат, нели настина се покажа во истражувањето дека тие кои што се иницијатори на насилството и кои што иницираат насилни акти и кои што иницираат пеење на песни со вулгарна содржина, изблици каде што се навредува етнички, религиски други, културно другиот поинаквиот, тоа се личности кои што се инструирани и кои што се буквално дел од една политичка структура, која што има за цел да токму да даде еден негативен дискурс на сиот тој позитивен аспект кој што произлегува од, да речеме, од еден убав настан. Во самите екипи играат личности кои што се со различно етничко потекло, различно национално, различно религиско потекло, да не зборувам на нашата селекција. Па за мене најубавите голови беше голот на Артем Шакири. Сега што станува збор кога ќе имаме екипни, кога ќе имаме спорт на ниво на националната фудбалска репрезентација, каде што имаме припадници на различни етникуми, кои што со жар играат за државата. И вие ги навредувате, мислам, тоа е страшно. А превенирање, оно што е суштината е превенирање. Мислам дека е крајно време, веќе е 5 до 12, да се стави точка на ваквите насилни акти. Затоа што со години, ние еден вид на морална паника ќе кренеме кога се случи ваков инцидент, ќе не повикаат нас кои што се занимаваме со таа проблематика, ќе дадеме своји изјави и тука останува. Не се направи национална стратегија за превенирање на насилството и во спортот, и во образованието, и во сите сегменти. Значи, не можете вие ад-хок решение да нудите. Ние не измислуваме топла вода. Значи, можеме решенијата кои што се добри и во Европа дали резултат да ги прилагодиме на нашиот културен хабитус. Например, една Англија важеше за нација која што знаеме хулиганизмот беше на врвот. Сега вие во Англија гледате, не можете да видите полицаец на спортски надпревар, затоа што тоа се е регулирано. Првенствено има неколку начини, колку и да звуча можеби грубо, меѓутоа мислам дека еднаш за секогаш треба да се санкционираат. И тоа драконски казни. Во Англија, ако навивач вербално насилство направи, има соодветна казна, да не зборам за физичко. Прво казна во однос на само лице место ви дојде кривичар и ве осудува. Значи нема што одење по судови, влечкање, па јас сум повикување на партиска, нели, сегаш има нека партиска позадина, не. Значи, промена на законската регулатива во однос на казнивоста. Имаме признати и познати и правници, признати и познати лица од научната фела кои што занимаваат за таа проблематика. Да седнеме на маса, но тоа не потребно некој да не повика, и еднаш за секој да се направи стратегија во контекста на превенирање на насилството во сите сегменти, вклучително во спортот. Па оној кој што пренационалистички и содржини со вулгарна, каде што имате вулгарна содржина песни, тој ќе се биде соодветно казнет. Казнет, меѓутоа соодветно на она што го направил, бидејќи тоа е веќе вие да посакате смрт на припадник на етничка заедница, кој што е ваш сосед, кој што е ваш колега. За мене тоа е монструозно и не доликува на некој што е морално и вредносно изграден. Така да, затоа велам, драконските казни ќе донесат соодветно ќе има соодветно влијание. Од друга страна, некогаш и самите носители на спортските функции, како модел идентификација и имитација, се и причина за да се случи насилство и за да се се потпали тоа жарче, знаете како. Треба работа и во рамките на спортските клубови. Ширење на интеркултурниот диалог во спортот, тоа е нешто што е европски и светски тренд.
вградување на интеркултурните вредности во спортот. Потоа, значи тоа се работи и со тренерите, се работи со спортистите, се работи со водачите на навивачките групи. На некој начин, кога вие ќе направите, да речеме, еден вид на комбинација од сите овие аспекти што ги спомнува, фактори кои што влијаат, вие можете да направите одличен начин да се превенира насилството и во спортот, но и воопшто во сите државни сегменти. Ете, тоа беше една малку поширока анализа на професорката Татјана Стојановска-Иванова. Ваша колешка, господин Анастасовски, заедно работевте и само сега да нема дилема. Значи, поводот е тој, меѓутоа ние се соочуваме со ситуација во која што она што го слушаме од дел од комитета насочено против албанската етничка заедница, го слушаме и од балистите и шверцерите против македонската етничка заедница. Го спомна пред малку и Шишовски. Етичките кодекси не ни дозволуваат ниту да ги пуштиме тие материјали како илустрација да ги споредиме. Од каде треба да се дали е извориштето, од каде е извориштето и од каде треба да се почне во сузбивањето на ваквите појави. Професорката спомна пред се санкции, драконски казни, но можете тие да имаат контраефект. Па вака, ја пред се сакам почитуваната професорка Татјана да ја подстам точно на оваа проблематика работиме од 2003 година. Дури од тој период целата таа активност, ајде да кажам, наша тргна во правец кога се сеќаваат особено љубителите на спортот во нашата држава, кога игра Македонија и Англија на тогашниот градски стадион, кога го запаливме, за жал, сите бевме виновници, кога една група на градскиот стадион го запали англиското знаме и притоа на истиот надпревар. Кембел беше исмејуван врз база на бојата на неговата кожа. Македонската федерација, сега ФИФА и УЕФА строго го Македонската федерација во тој момент беше казнета со 24.000 франци за еден таков вандалски, вулгарен, одвратен чин и притоа со ништо незаслужено запаливме символ на една држава, знаме, без потреба. Од тогаш натака имавме една средба со, тогаш беше само лидер на опозиција, мислам, Девид Камерун, кој токму во една од делегациите на тоа ни се обрати. И заедно и со родителот на почитуваната професорка, тогаш имавме можност, бевме во парламентот и сегашниот премиер на државата, господинот Зоран Заев, и останатите пратенички групи седнавме да ја исправиме на некој начин таа неправда, што сме ја направиле ние над англиската нација. Они така го доживуваат тоа. Затоа она го спомна професорката англискиот модел. И ние донесовме 2004 година лек специјали во нашето законодавство, законот за недостојно, недолично однесување на спортски манифестации, се со цел, надевајки се искрено, дека институциите се тие кои треба да го решаваат овој проблем, не јас. Не англичаните сега да дојдат да натепаат нас или они да го запалат нашето знаме да правиме реципроцитет. Ма тоа требаше да биде само повод на сите тие активности за да се тргне од нешто, за да се средат состојбите дома, бидејќи дома имаме многу полоши состојби. Замислете утакмици во Тетово, надпревари тука во Скопје. Ако почнеме да ги разграничуваме ние навивачките групи, дури и самите навивачки групи, они од македонска припадност не се милуваат многу едни со други. И во албанскиот кампус исто, една со друга навивачка група не. Ако гледате најголемите инциденти или вербални навреди или говорот на омраза се случува за жал на фудбалските стадиони во најголем процент. Од како се развиваше нашето општество
и се поларизираше, така се поларизираше и спортот. Се делеа на спортски колективи со доминантно македонски капитал, спортисти како сакате, и со доминантно албански капитал и спортисти. И на тој начин, по таа основа се базира и највачките групи од македонски предзнак и албански. И по логика на нештата, тие дерби над превари, ајде така да ги наречеме, продуцира омраза на таа етничка основа, која за жал, нели, 2000, како се движа состојбите, 2001 година ескалиравме и потоа пак се обидуваме после тој конфликт да ги на некој начин санираме работите. И Ама ги памтиме инцидентите на Калето, памтиме настап, дури ова ако не се лажам, на Шкендија во имате во Рачиново, во Лига на втора лига, шампиони, имате во каде што Рачиново, во втора... билетите беа за стадион Адем Јашари, а се игра на градскиот стадион и никој тоа не го санкционираше. Има дузина примери кои што покажуваат дека тој ваш обид тогаш остана сега, доаѓаме до клучната поента. Ја го слушнав професор многу внимателно, и ние и со професорот Лазар Нанев работевме на еден труд интернет и социјалните мрежи како можност да се регрутираат највачките групи за да произведуваат говор на омраза или дискриминација во спорт. И од тие причини професорот ја фати и уште генезата од Максимир, кога токму поради тогаш не било говор на омраза, да се разбереме, тоа според мене барем не мора да значи е нов феномен. Во тој свет кога се распадна Југославија на Максимир, групата на Дели, озогласена, значи радикалното крило на Дели успеа да предизвика со радикалното крило на Bad Blue Boysите на Загреб да произведат војна. Да произведат војна и да се распаде еден поголем систем од овој кој што е сега, кој го имаме на кревки носи. И за сите овие 30 години успеваме некако да балансираме, да го одржуваме. И секогаш кога ќе се случат тие меѓуетнички тензии, веднаш го инфилтрираат спортот поради токму тоа. Сега, кога навлеговме по-детално во истражувањата, свативме дека навивачките групи се претежно формирани од млади лица, кои се од полниска, ајде да речам, интелектуална ниво, значи некои се со минимално или средно образование, и свативме дека нивниот ризик е многу малку како поединци пресметлив да влезат во одреден конфликт. Без проблеми, кога ги анкетиравме, ја дури влегов со моето истражување, со тоа истражување за кое што говореше професорката, влегов кај балистите. Ме навредува со каур. Избега председателот на Шкендија, тогаш. Што ви говори сето тоа? Ме остави сам. Да разговарам со водачот, па се наоѓавме. Мислам, сликите се кога ќе си ги вратам како филм, дури не знаете што ќе произлезе од тоа, дали ќе ве натепаат. Па потоа седнувате на кафе, чај да разговарате, да ги убедите дека вие сте дошле за добро дело, за да извлечете квантум на информација од нив, за да можеме нешто да ја дадеме на државата преку научни податоци. И тоа го направивме. Дури анкетниот прашалник веднаш го направивме на албански јазик, кој дел од нив не го владеа, за да им искочиме во престрат. Нам тоа ни требаше. И ние фактички дознавме дека во највачките групи кај албанците многу лесно масите се водат по лидерот. Значи, тие се не како лидерот ќе се што ќе им нареди лидерот, тие веднаш тоа го прават и мислат дека е исправно. Сосема исто и во други. Кај македонците се покажа дека повеќе групно па и трендовски некогаш реагираат. Не до толку можеби слепо да му веруваат на лидерот на таа навивачка група. Сега, тука е поентата. Политиката, ова за што ние цело време говориме, многу лесно. Ќе го има на контрола лидерот, и потоа вие можете преку него на фудбалски стадион, кај што има маса на народ, да испратите пораката со која што вие сакате да си ги остварите сопствените цели, дали се тоа политички. Сега тука доаѓаме и до друго, каде е одговорноста на клубовите, каде е одговорноста на федерациите, без оглед да не биде сега дека е само организаторот секогаш е согласно законот одговорен. Организаторот јас сега говорам за состојбите во спортот и организирање на спортски настан. Значи секогаш во преден план организаторот е одговорен, значи дали е тоа федерација или дали е тоа клубот. А клубот, поради додворување, за жал, од XY причини, секојаш сака да ги заштити тие групи кои му наштетуваат на угледот на секој спортски колектив.
Како го објаснувате тоа ирационално однесување? Во принцип, ја се обидувам тоа да го направам во два правци. Фановите, што ги викат навивачки групи или хулигани. Тие се за англиското општество како символ веќе останати. Хулиганизам, тоа е име, презиме на поединец кој бил избацивач. Од такво однесување се формирала одредена група која така се однесува, која живее надвор од пропишаните акти и норми на една држава. Сега, кога ќе го анализирав нашето навивачко тло, нашите навивачи не живеат надвор, туку тие живеат заедно со нормите кои ги има пропишано државата и се заштитени токму од државните органи со години. И сега, нивното ирационалното однесување е токму на тие навивачки групи кои сакаат да го земат билетот без пари, да дојдат масовно преку тоа на надпревар, да навредуваат другиот против кого се игра, или некој кој не е директен учесник во надпреварот во спортот, поради своји лукративни или причини на некој друг индивидуален Зашто собствениците кои на крајот ќе треба да ги платат и казните го поддржуваат тоа, бидејќи на секаде во светот е познато дека постои таа интеракција и соработка на раководствата на клубовите со фан клубовите и така натаму. Сега, тоа се поради премрежите кои се случува општествено-економскиот систем кај нас, промена на структура на градоначалници, собственост на клубови, сето тоа беше измешано на некој начин. Фудбалот се обидуваше да ги капитализира комплетно собственоста во делот на управувачката структура. И сега доаѓам до она која треба да се направи таа паралела ова што вие кажувате. Во Англија, ако поединец фрли банана, условно, на надпревар, казната е мандатна. Инфраструктурата на стадионите е прилагодена со правосудството за да веднаш го идентификува сторителот. Тој биде земен од не полицијата. Навивачите во Англија не сакаат да имат никаков контакт со органите на безбедност. И тоа правилата во Англија го почитуваат. Го зима стуер ги викаат сега, не знам, редарски служби. Тие го земаат лицето кое тоа го направило, го изнесуваат од објектот каде што е направено и веднаш на него му се изрекува казната. Казна која е парична. Паричната казна за англичанецот е ништо. Меѓутоа казната кога клубот ќе се заштити од него, ќе му ја одземе годишниот билет и право доживотно да доаѓа на надпревар, поради тоа што го нарушил и угледот на клубот, брендот кој се гради, е најголема навреда за тој поединец. Само еден пример, со Стерлинг. На Челси кога го навреди господин, не хулиган, господин. Човекот беше изнесен и се каеше потоа во едно интервју за тоа што го има направено контра играчот на Манчестер Сити. Тука ќе застанеме на овој момент како да се спроведе во Македонија. Билјана, многу, навистина многу се работи во последно време на таа така наречена медиумска писменост. Многу кампањи, особено во поглед на говорот на омразата, се преземени. Ми се чини дека ефектите се многу мали. Па добро, сега во делот на медиумското покривање на оваа проблематика, сега конкретна, мислам дека повеќе треба да зборуваме за поделеноста или очигледното преголемо влијание на политиката, на политичките партии во известувањето, медиумското покривање на овие настани. Тоа повеќе тоа е едниот дел, а другиот дел е на линија на она што го говорите и се однесува на едно одговорно користење пред се на социјалните мрежи и коментирање на порталите, од каде што мислам дека и излегува најпроблематичните содржини кога зборуваме за овие последни инциденти. Имаше многу хушкачки, многу проблематични, многу заканувачки, екстремно навредливи повици за линч, кои што се надвор од секоја логика, надвор од секој здрав памет. И овде е исто одговорноста на порталите, кои што и во делот на коментарите,
имаат обврска согласно закон, согласно пракса на Европскиот суд за човекови права, тие се одговорни всушност за сета содржина кој што излегува на коментарите во делот на коментари на порталите, и тие мораат тоа да го контролираат, да го менаџираат, да го отстрануваат и самите да се дистанцираат и да укажуваат дека тоа е проблематична содржина. Ама се водат по друга логика дека толку таквите коментари предизвикуваат поголем број на кликови, поголем број на... Да, за жал, или тоа е едниот дел, а другиот дел е фактот што поголем дел од тие портали за жал не постојат како бизнис операции кои имаат за цел да понудат едно пристојно, квалитетно новинарство, туку главно се продолжена рака на политичките и на економските центри на моќ пред се на политичките партии. И тоа всушност го илустрира главниот проблем кога зборуваме за медиумското покривање на овие теми. Овде најмногу до израз доаѓа таа евидентна политичка поделеност, тоа длабоко политичко влијание кое што го има во делот на порталите, кои што иако кога се работи за говор на омраза, тоа е кривично дело кое што важи за секој сторител, без разлика дали сте портал, дали сте традиционален медиум, дали на друго јавно место тоа го изразувате, сепак мислам дека во случајов иако отсуствува некој подлабински мониторинг во однос на медиумското покривање на темата, сепак мислам дека кај традиционалните медиуми тоа не беше толку евидентно, нели се исклучок на тоа што во етер отидоа тие содржини кои што се проблематични и кои што содржат говор на омраза. Тоа е неизбежно кога имате пренос во живо, тоа се случува и на секој надпревар кој што се пренесува во живо. Да, и со тоа што еден апел и до колегите од телевизиите, кога е тоа можно, да се оградат, да укажат дека тоа што се емитува во моментот е проблематична содржина и на тој начин и тие да влијат едукативно врз граѓаните, врз гледачите, бидејќи тоа е тоа што тие во тој момент можат да го направат. Стариоска, колку е тука влијанието на невладините организации, вие бележите, реагирате, но има и забелешки, например, дека премногу брзо го реагиравте сега за ова што се случи со Вардар, но дека со делот, да бидам попрецизен и да не бидам погрешно сватен, морам овие огради постојано да ги напоменувам вечерва, но дека, например, немало реакција за она што беше случајот Саздовски, каде што имаме изречена 18 годишна затворска казна, а целата постапка и сите докази укажаа на тоа дека тоа е злосторство, токму злосторство, случајно злосторство предизвикано од омраза, односно генериран претходен конфликт меѓу навивачи на различни навивачки групи. Вака, ќе кажам, улогата на граѓанскиот сектор е голема, особено во издигнувањето на свеста, подигнувањето на свеста, нели, да се препознае говорот на омраза и делата од омраза и да се промени таквиот начин на размислување. Во однос на ова што кажавте како реагира Хелсиншкиот комитет, морам да демантирам дека исто така имавме реакција и во однос како во моментот на настанување на злосторството кога беше претапан и после неколку денови, нели, кога почина младиот Саздовски. Прашање беше, јас во меѓувреме ги следам, има реакција не сум го приметила, нели, на социјалните мрежи, меѓутоа претпоставам. Ние имаме Facebook страна која што е, нели, во склоп на проектот што го работиме во Хелсиншкиот комитет злосторство од омраза. Исто така имаме и веб страна злосторствоодомраза.com на која што може да се најдат сите податоци. Некогаш соопштенијата ги даваме како соопштение на Хелсиншкиот комитет, некогаш кога директно е препознаено нештото како злосторство од омраза, како што беше случајот со убиството на Саздовски, нели, реагиравме преку таа Facebook страна. Значи тогаш кога се случи, нели, имаше повици на социјалните мрежи, имаше повици на Facebook страните на навивачките групи за меѓусебни пресметки. Хелсиншкиот комитет веднаш реагираше.
и повика на разум, на смиреност, на нели да се остават институциите да го работат случајот. Исто така реагиравме и кога беше изречена нели казната за сторителите на тоа дело, така да можам да кажам дека Хелсиншкиот комитет секогаш реагирал и ќе реагира во секоја ситуација, независно од етничката припадност на жртвата или на сторителот, кога ќе се препознае говор на омраза или дело од омраза. Колку институциите ги препознаваат и колку реагираат на кривичните пријави? Мислам, рековте 9 поднесени, кој е епилогот? За говор на омраза. Да. И тоа од јануари до сега, до мај месец. Значи имаме 9 поднесени, 7 се за говор на омраза во врска со предстојната парада на гордоста. Една е за навивачите сега што беше нели прославата на титулата на Вардар, една е за поглаварот на ИВЗ, за говорот на омраза кој што го ширеше за македонската етничка заедница, и сите се поднесени до МВР. Се уште немаме нели епилог, штом се до МВР се во форма на кривична пријава и воопшто не може да правиме муаве дека е започната постапка, не знаеме како ќе постапат институциите по овие кривични пријави. Меѓутоа, например, од минатото имаме не толку позитивно искуство со поднесување на кривичните пријави, например, за насилствата што се случија против врз ЛГБТ и центарот на Хелсиншки комитет во Старата чаршија. Поднесени се кривичните пријави 2014-2015, се уште се во обвинителството и се уште немаме никаков епилог по однос на овие пријави. Како реагираат институциите? Морам да кажам за ова. Ја слушав внимателно професорката Татјана како говореше за драконски казни. Нашето законодавство, посебно сега од 1 јануари стапија на сила и законските измени на кривичниот законник, каде што се дава квалификаторен елемент за доколку делото е сторено како говор на омраза или дело од омраза, што значи повисоки казни. Меѓутоа, самото внесување во законодавството на повисоки казни не гарантира намалување на ваквиот број на инциденти и на дела. Напротив, потребна е системска реакција, соодветна реакција на сите институции кои што се вклучени во тој процес, за да можеме да збориме, значи од самиот почеток, нели полицијата, истражување, обвинителството, па до судовите во начинот на како ќе го водат случајот и нели на крај каква казна ќе изречат, за да се прати соодветна порака до сите сторители. За тие системски решенија пократка пауза за реклама. Продолжуваме со дебатата во обид во завршницата да ги пронајдеме модалитетите кои што може да придонесат во иднина за надменување на некои актуелни состојби. Анастасовски, некако сликата која што може да се добие е многу впечатлива. Комитите се во добри односи со војводите, тоа се традиционално. Да, навивачите на Тетекс, но не и со чкембарите. А чкембарите пак се добри со лозарите и сега ако нивните тимови играат меѓу себе, се знае што се случува, но кога ќе дојде да игра репрезентација, тие навиваат за репрезентацијата, но се поделени во условно нели различни сектори за да не дојде до меѓусебно хошкање. Од друга страна, балистите, шверцерите, кои што се навивачи на Шкендија, на Шкупи, бивша слога Југомагнат, нив ретко можеме да ги видиме на надпреварите на репрезентацијата. Знаеме што се случува во Тетово кога играат едни со други или во Скопје. Спомнавте претходно дека политиката, еве ја ќе си дозволам да ве прашам, политиката отворено или политичкото подземје диригира некои ситуации и од што навистина треба да се почне, бидејќи се покажува дека законскиот систем кој што постои таков каков што е, не е доволен. Вие во рамките на многу проекти имавте обиди да ги седнете навивачките групи заедно, мислам дека само еднаш ви успеа и тоа половично. Културно разговара, а не дојде до тепачка. Да. Во принцип вака. Да не гледаме на таа работа само црно. Кога го говориме локалното ривалство, тоа секаде е присутно и тоа е симпатично.
Кога имате ривалство во во Англија која стално прави некои споредби во Лондон и ривалство помеѓу Лондон и Манчестер. Затоа ја опишав целата слика за да знаеме од каде да блискоста помеѓу највачите во Скопје и во Тетово и различностите локални кои се манифестираат и дури се симпатични некојаш кога ги гледате и сето тоа на стадионот помеѓу Битола и Скопје, кое е вечно, да кажам, тоа ривалство. Меѓутоа, токму за тоа е тој новиот феномен кога се поделија клубовите и по таа етничка линија, се формира и групи кои се со етнички презнак. Тие групи за да обстојуваат и во албанскиот спортски дел, ајде така да го наречеме, за да обстојуваат тие мора да бидат од некаде финансирани за сите нивни активности и нивната улога со сите тие реквизити, рекламни материјали, за да тие го бодрат сопствениот клуб. Од кај што доаѓа финансирањето, од таму доаѓаат и наредбите. Многу едноставно. И добро. Сега ќе биде многу поконкретен. И сега, кој е тука одговорен кога на официјален надпревар ние ќе слушнеме македонско девојче и нема да ја продолжам бидејќи не сме, ама публиката знае и обратно добар така 3 точки поната. Чија е одговорноста ако веќе ја споменувате таа сопственичка структура и тие интереси? Ако се сеќавате вулгарностите, Бог да го прости, одеа до тој степен да и нашата музичка звезда на времето Тоше Проецки го навредуваа на надпревар, што нема врска надвор од умот, надвор. Тоа е подгревање на атмосфера. Тоа е подгревање на атмосфера и ова што рече претходно професор, припрема за нешто. Ја така би го Има ли правила, вие повеќе сте во фудбалот? Има ли правила во федерацијата, законот? И самите федерации имаат, значи и законот, и уредбите, правилниците и актите кои ги имаат федерациите, кои мора да бидеме реални, да бидат усогласени со федерациите кај што европските федерации кај што тие сами членуваат и се дел од не знам FIFA, FIBA и како и да се. Во сите тие правилници и во законот е децидно наведено кој е организатор на одреден надпревар и кој ги сноси сите последици. Ако сакате лауреатите, ако организацијата е одлично направена, без никаков инцидент, помината беспрекорно и ако се случи, не дај Боже, имаме примери и со човечки жртви. Организаторот на надпреварот, ако е националниот тим во било кој спорт, тогаш организаторот е федерацијата. Ако е клубско надпреварување, апсолутно ингеренциите се во надлежност на клубот. И си има наведено таксативно што треба клубот или што треба федерацијата да превземе, за да си ги предвиди ризиците. Како пример, ќе го земам Калчо. Секој четврток сите авторитети заедно со министерот за безбедност се собираат директорите на транспортни предпријатија, 40 присуствував лично, затоа го говорам. 45 минути трае на 30 на авторитети со станокот, каде што за секој надпревар мора да се реферира од секој аспект безбедноста на секој поединец. Како ќе дојдат на надпреварот? Да им биде се гарантирано. Тоа се реферира кратко, прецизно, концизно и јасно. И со станокот завршува. И, значи, Калчото... Значи систем. Мора да кој што функционира, а не систем на хартија како кај нас. И во Калчото има инциденти. Таму се случи во Дженова кога се прекина надпреварот, ако се сеќавате Србија, Италија кога така да и таму има големи инциденти, дури губење на животи на полицајци, војна на улиците. И од тој аспект луѓето таму народски кажани на Мукеница дуваат, однапред ги предвидуваат работите и се држат до тоа да не ескалираат состојбите. Ние немаме таква улога и таква анализа во нашето општество. Идеме, законот пропишува тоа. Организаторот, во секој случај организаторот пак на крајот му е битно да кокетира со тие што треба да дојдат на стадион, да го наполнат условно стадионот или спортската арена, да го бодрат клубот, при тоа и не водејќи, дури им обезбедуваат нормално реквизити и сето тоа што е потребно на некој начин да се организира и многу малку водат грижа. Тие се обраќаат до Министерството за внатрешни работи и автоматски вика, супер, Министерството е тоа кое треба понатака. Министерството некогаш може да дое со тројца, некогаш може да дое со 5, некогаш може да дое со 50 припадници, зависно од ризикот на тоа што може да се случи на надпреварот. Сум учествувал на надпревари од кошарката кај што имало погрешен ризик на организаторот.
Организаторот само казне со 10.000 денари. Се случи хаварија во сала. Сала е многу поинак простор, помал простор може да се изгуба човечки живот. И последиците да бидат многу поголеми од навредите кои се случува. Беа навреди сериозни помеѓу групите и тогаш веќе ескалираат состојбите. Ја она што реков на почетокот, млади, тоа се млади момци, крвта им врие и кога гледа дека некој навредува, тие сакаат веднаш, дури некој од нив си во алкохолизирана состојба, некој може да си со новите овие што се наркотици, стимулативни средства и многу бргу влагат во тој ризик и дури да одземат, не само да навредат, да одземат друг живот. Влегуваме до крајот и затоа ако така се правилата, ако така споменавте како се функционира во Италија, гледаме што се случува во Македонија во реалноста, значи имаме еден огромен јас меѓу нормативното и стварното и дали доаѓаме до таа теза што ја дискутиравме на паузата дека ние сме всушност адхок држава, кампањска држава која реагира од ситуација на ситуација, на гаснење на пожари, а не на градење на систем за превенирање. Па можам да кажам да, од една страна е тоа, кампањска држава, значи системот не функционира соодветно, секогаш не дава соодветен институционален одговор на ваквите инциденти. Меѓутоа, вториот момент е што ние сме држава што вирее, да речам, на предрасуди и на стереотипи. Значи, тоа е главната причина за ваквите инциденти да се случуваат. Значи, тоа е еден како магиопсан круг, значи почнува од говорите на политичарите кои што влијаат на спортистите, кај нас од статистиката што ние имаме, голем дел од инцидентите кои што се поврзани со ваквите навивачки клубови се случуваат надвор и не поврзано со спортски настани. Значи, тие меѓу себе се тепаат во автобуси, на автобуски постојки, во училишните дворови. Значи, на крајот, индикаторите укажуваат на тоа дека сепак тоа се дел од нив или сите меѓу себе се припадници, малолетници се припадници на тие навивачки групи, меѓутоа не сите инциденти се случуваат пред, после или за време на спортските настани. Значи, излегуваат од тие рамки. Така што многу поширока е проблематиката кај нас и затоа институциите треба многу поодговорно да реагираат на ваквите настани. Сакам да дадам пример, например, многу голем дел од овие инциденти кои што ние ги регистрираме, каде што во инцидентите во кои што се вклучени малолетници, дали како жртви или како сторители на тие инциденти, дали говор на омраза или дело од омраза, институциите на системот ги регистрираат како прекршок ваквите инциденти и тука застанува после институционалната реакција. Значи, штом е еден случај регистриран како прекршок, многу помало е нивото на ангажираност на институциите понатаму да го истражуваат, да ги откријат исторителите ако се напознати, да ги казнат соодветно. Меѓутоа, ако се исполните елементите одредено дело да биде регистрирано како кривично дело, тоа треба и да биде така, а не да биде префрлено како помало дело, како прекршок и после тоа да немаме никаква институционална реакција. Ние имавме инциденти каде што малолетник е избоден во автобус и делото е регистрирано како прекршок против јавен ред и мир. Значи, тоа е кривично дело. Имаме телесна повреда во најмала рака. И само ова да дополнам, во законот Лекс специјалис за недостојно и недолично десување, со последните промени кои се случија 2015 година, токму казнените одредби се држи во ова што вие кажувате прекршок, кој се движи од 500 до 1000 евра, а каде внатре во самиот закон е нотирано и говорот, вербалната навреда, физичката или не знам, палење на транспарент, ред други мотиви кои доаѓаат на сам спортски надпревар. И се тука, ајде да кажеме од 500 до 1000. Океј, дали се движи до нашиот стандард, не навлагам во тоа. Кај мене секогаш е дилемата, тоа што и од почетокот кога го правевме законот се плашевме. Спроведувањето, дали на вистина, веќе кога е толку, дали некој е казнет со таа прекршочна глоба парична, за да го почувствува на крајот по сопствениот буџет и сопствениот джеп. Ја не сум убеден дека ова вие што кажувате, дали потоа има активирање на сето тоа или некаде завршува по фиоките. Прво, да, треба да разграничиме сериозноста на случаите и инцидентите. Вечерва збориме за говор на омраза и за дела од омраза.
тоа носи кривична одговорност, што е многу повисок степен на одговорност и не може да се споредува со законот за, точно не го знам називот, за спортски регулирање на спортските настани, каде што се регулираат инциденти кои што се од поминорен карактер. Значи, меѓутоа, кога одредено действие исполнува елементи на кривично дело, се знае по кој закон постапуваме. Кривичниот законник е тој по кој што постапуваме. Значи, во нашиот законник од 2004 година има воведено, нели, одредени, а некои кривични дела се и пред тоа, меѓутоа, еве да речеме, со тек на годините се воведа одредени кривични дела кои што представуваат, нели, казнивост на делата од омраза, како што се ширење на расистички, ксенофобичен материјал, не знам, загрозување на сигурноста, член 14 преку интернет кога се врши и слични други дела, и сега со најновите измени од 2019 од крај на 2018 каде што нели се зголеми казната за одредени обични дела, да речем, како на пример телесна повреда, ќе биде квалификувано дело ако е сторено при вршење на насилство, ако е сторено од омраза. По некаде 45 секунди околу ова последно прашање и Билјана и професорот, значи како кампањскиот пристап да се замени со систем и кои се актери треба да бидат вклучени? Значи нема бегање од тоа дека кривично се знае како се постапува во случај на сомнеш на кривично дело, МВР, обвинителство треба си ја терат постапката. Во конкретниот случај ние не зборуваме за говор на омраза сторен на спортски надпревар, апропо нели тоа што се случуваше со Вардар, туку напротив, на градскиот плоштад во Скопје се случи прослава на која што се скандираше, се повикуваше, беше организатор град Скопје. Не беше клуб, беше под јавни собери. Така што се разбира, институциите мораат да постапуваат, но она што е важно е чинителите, лидерите, авторитетите, иако тоа за мене е проблематично во нашата јавна сфера да го користам како термин, мора самите да излезат, јавно да го осудат тоа недолично однесување, тој потпалувачки говор, тоа повикување на насилство. Сите кои што во јавната сфера, но и поединците како граѓани, како корисници на социјалните мрежи, исто така треба да го осудат тоа. Значи, повторно ќе се вратам на максимата која што ние ја застапуваме. Покрај законското постапување, потребно е говорот на омраза да се поклопи со повеќе говор дека тоа е апсолутно неприфатливо. Професоре, да завршиме со вас. Спортот како средство за постигнување на социјалните цели првенствено е позитивен феномен кој се повеќе се наметнува како превентивен фактор од криминални активности и други девијантни појави, особено кај младата популација. Ова е дел од едно ваше истражување. Ресоциализација, бегство во повеќе 91 година. Има и едно друго, значи и вие имате дилеми во кои што велите, без сомнение денес спортот и спортистите се дел од политиката и ги служат како средство за препукување меѓу политичарите. Да го подкрепам првото и да потоа да поентирам со само една минута, тоа е многу тешко за професор. Океј, ќе се обидам да се држам. Кога веќе треба на крајот да поентираме со нешто, ја би сакал државата пред се да се држи до тие превентивните мерки кои постојат, за да не мораме да доаѓаме до репресивниот дел. И во тие превентивните, јас сум се обидел, и верувајте, тешко е, државата треба, не јас или било кој, да ги собираме невачките групи, лидерите и да разговараме, да изнаоѓаме решение и сето тоа да го канализираме во духот на спортското навивање и култура на однесување на спортските настани. Тоа треба пред се државата да застане за сите нас и заедно со неа да ги направиме сите тие напори. Направени се неуспешни. И тука за тоа го тргам. Ако тоа не се направи, ќе му ја одземеме моќта на спортот да обединува, да соединува, да ги радува луѓето со победите, токму поради сето ова што му се случува и е поврзано со спортот. И на крајот, многу едноставно, Пеце Нумовски влезе во политиката. Се збореше на големо дека и Кирил Лазаров ќе го инволвираат на советничките листи. И политиката, поради популарноста на поединците кои преку своите вештини станале идоли на нациите, сака да ги искористат за сопствена цел политичка, за да се додворат до гласачите.
И од тој аспект секогаш во секоја кампања се обидуваат да ја користат популарност. А таа, гледате, оди до врвот на пиедесталот. Популарноста на пикерот на РК Вардар. Ја, еве, хипотетички кажам, хипотетички сега, а ние кампањски ќе се видиме веројатно до наредната епизода која ќе се случи повторно одредена хаварија, кампањски дека ќе сакаат групациите да го користат за да поентираат пред електоратот. Добро, сега тука, тоа е хипотетички кажам. Хипотетичко кажам. Но е многу друга тема, бидејќи не е феномен само за во Македонија, да се случиме со да не ме подсетувам на изјавите и вие ги имате цитирано во многу трудови за околу референдумот во Шпанија. Во Гвардиола, значи оние апсолутно изјави, меѓутоа сепак општествената клима и демократската зрелост е очигледно малку поинак. Ама не се вклучуваат директно во политички. Овие веќе ги инволвираат. Вие не го зимате Гвардиола да го правите председател на Шпанија или не знам да биде на Каталунија некој водач. Тој живее од спортот. Меѓутоа, негово право како човек кој е предпознатлив и да го каже својот став. Ставот не можете никого да му го забраните да си го искаже. Тука нема дилема. Тој одговорноста е многу поголема на јавните личности за разлика од обичните. Дури кога спортистот можеби не го сака тоа, политиката сама го инволвира да собираат преку таква личност, преку таков идол да регрутираат гласови. Добро, очигледно дека е ова само доказ дека има многу сегменти и дека многу повеќе треба да се дебатира отколку на несакани конкретни примери без оглед каков е и од каде доаѓа. Ви благодарам за вечерашната дебата и вашиот принос. Почитување, тоа е се во топ тема за вечерва. Останете и натаму на тема.